Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. За жал, утрово непријатни вести од падокот пристигнуваат. Вилијамс оди на продажба и го раскинува договорот со главниот спонзор Рокит. Навистина шокантни вести. Еден ден после објавувањето на новиот сет на правила и рамки во Формула 1 со кои се возможува тој буџет кап првично предвидено $175 милиони да се намали на $145 милиони за 2021 и потоа суксесивно да се намали на 140 и финално на $135 милиони како би овозможило фер рамка финансиска за надпреварување помеѓу тимовите и како би овозможило долгорочност на самите тимови. Баш од овие причини сега утрово стига непријатна вест од Вилијамс, кој всушност вели дека бордот, групацијата која го поседува тимот Вилијамс се одлучила на продажба на самиот тим Вилијамс, меѓутоа и на сите останати структури околу тимот, иако сепак на крајот го задржуваат правото доколку не се најде погоден купувач да ја откажат таа најавена продажба. Велат дека коронавирусот, односно пандемијата, светската пандемија предизвикана од коронавирусот, драстично ги намалила приходите на целата групација, вклучително и на Вилијамс тимот. Знаеме дека тимовите кога нема трки и немаат приходи директно од Liberty Media, односно од Формула 1, и 2018-2019 година имаат пријавено загуби. Вкупно се намалиле, колку што читам овде, за $130 милиони се намалиле приходите на тимот на Вилијамс. Едноставно, веројатно доаѓа до момент каде што финансиски веќе не може да ги обавуваат своите обврски, а тоа значи дека ќе бараат друг инвеститор, друг косопственик да влезе, да го откупи тимот, за да со цел тимот да остане долгорочно на патеките во Формула 1. Нешто слично како со продажбата на Force India преминува со ребрендирање Aston Martin. Се надевам дека во овој случај Вилијамс барем ќе го задржи своето легендарно име. Тој е еден од најголемите тимови во историјата на Формула 1. Навистина ќе биде жал ако згасне овој тим. Меѓутоа гледате дека и Мекларен се соочува со голема криза. Беше принуден да отпушти 1/4 од своите вработени, односно околу 1200 луѓе ќе одат на природен одмор или ќе заминат целосно од компанијата. Тешки времења за Формула 1, тешки времења за светот глобално со целава оваа ситуација, голема финансиска криза е на повидок, така да навистина ќе биде еден тежок период. Ќе видиме како ќе се одвиваат сите овие околности. Не би сакал да го видам Вилијамс да замине во историјата. Негативно се одразува и спонзорскиот договор со Рокит кој е раскинат. Тој навистина беше една финансиска инекција за тимот од околу $30 милиони годишно. Стварно изненаден са бајлево непријатни вести и едно кратко видео се решив чисто да прокоментирам оваа ситуација, бидејќи Вилијамс се навистина заедно со Мекларен и Ферари некако столжерот на Формула 1 низ годините. Многу големи имиња биле, заминале, меѓутоа овие три тимови некако биле како една константна за Формула 1, едно константно присуство, брендови кои ја имаат одбележена историјата на Формула 1. Навистина, стварно за Вилијамс ќе ми биде екстремно криво ако пропадне. Се надевам дека ќе најдат некој купец, меѓутоа не очекував вакви вести. Знаев дека не се во поволна ситуација, меѓутоа дека групацијата ќе се одлучи да го продаде тимот, навистина не очекував. Така да би сакал и вашето мислење да го слушнам. Што мислите, ќе се најде ли купец за тимот? Дали ќе опстане тимот Вилијамс? Кои се вашите предвидувања? Што мислите исто така и за Мекларен, за отпуштањето на 1200 вработени, односно 1/4 од својата работна сила? Ќе успее ли Формула 1 да ја пребодри оваа криза? И накратко коментар за новата финансиска рамка која беше поведена деновиве од страна на FIA и Liberty Media. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула 1 на македонски. Доколку се допаѓа содржината, веќе го немате тоа направено, лайк, шер, сабскрајб, коментар секако е добро дојден и се читаме и гледаме во некоја друга прилика. Поздрав!